се, Чекай, обиди јас се ќе ти. пробам. Ја можам Ама да се... вака. Како? А не дава бомбони да земем овој робот. Ово е твој робот, Спасија, ти си ваква, ништо не даваш. Поени не ми дава, драги гледачи, добро утро. Добро утро. Е, се ова добро утро заслужува ли еден спонтан аплауз, а? Спонтан. Може. Бомбоните се само знак дека сладко ќе почнеме, но далеку по-иновативно, конструктивно ќе го продолжиме ова издание на Голем одмор и верувам дека сите оние кои што уживаат во природните науки, иновациите и новите достигнувања се разбира од науката и техниката, треба токму да останат заедно со нас во Голем одмор. А ќе кажеме кои ни се гости? Да. Ајде, твојата екипа? Мојата екипа, еве така ќе кажам, денешни гости ни се членовите од Народна техника, кои што ни доаѓаат од Велес и Градско, заслужуваат да бидат поздравени. А кај мене, драги мои, тарарадам, најдобрите спортисти од Основното училиште Ѓорѓе Апулевски од Скопје. А што се однесува до иновациите, ние она што станува по-старо и не се менува, се разбира е телефонскиот број, а Спасија останува и далеку позната моја техничка подршка. Техничка подршка, драги мои, ќе побарам телефонскиот број да се испише овдека доле, 5514 44 4 или 445. Еве го, 445. Значи ве очекуваме да се јавите, да гласате за спортистите. И така убаво и сладко да ни тргне неделата. Еве, роботот и повторно се роботот буни. се разбира чувар на бомбони. Можеме да кажеме дека е против победата на Спасија. Останува да гласате за членовите од Народна техника. Така ли е, дечки? Така е. Како да, денес гласаме за научни знаења, достигнувања, а вас ве подсетуваме дека јас и Спасија се враќаме веднаш. Така ли е, бе? Така е. Добра. Јас сум на путот подготвена да најавам не само за Спасија и за вас, дечки гости, кои што ни се специјални и дојдоа во ова издание на Голем одмор, туку да ги потсетам гледачите дека денес целосно сме посветени на природни науки, иновација, денешни гости се разбира се членовите од Народна техника и најдобрите што Спаси. Најдобрите спортисти од Основното училиште Ѓорѓе Апулевски од Скопје. А кога зборувам за Народна техника, чести задоволство ми е да го поканам извршниот директор на Сдруженијето за техничка култура, Народна техника Велес, господинот Зоран Тодоров. Но тој нема да биде осамен на сцената, веднаш по него ќе ја поканам и веде директорот на Основното општинско училиште Благој Кирко Велес, професор по математика, се разбира задолжена за релацијата Основни и средни училишта и Народна техника, Сениха Брзева. Добре ми дојдов. Видам дека микрофони немате, но еве имаме ни иновации, имаме бежични, жични и така натаму. Како сте да ве прашам? Добро, одлично. Добро. Она што е многу важно, бидејќи понеделник секогаш е посветен на природните науки, на иновациите, техничките достигнувања кај учениците, вие сте виновникот за она што се случува во районот Велес и Градско. Па еве кажете ми колку сте задоволени од работата на Народна техника и што е она со што можете да се пофалите? Најпрви поздрав за емисијата, поздрав до вас, поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Сдруженијето за техничка култура Велес е основано пред 30 на години. Целите задачите се ширење на техничката култура помеѓу децата, младината и возрастните. Така да можеме да кажеме дека во изминатите години имаме постигнато големи резултати на ниво на држава и на меѓународни надпревари. Така. Сега, ништо не би се случувало доколку нели немате релацијата или пак соработката и координацијата со Сениха Брзева. Како еве вие воспоставувате контакт? Што е она што вие сте задолжени кога станува збор за релација основни и средни училишта, Народна техника? Еве, јас можам да кажам дека денес мене ми припадна таа улога да ги представувам сите наставници од основните и од
средните училишта, релацијата народна техника и училиштата е многу добра соработка имаме со нив, дури можем да кажам и одлична соработка. Значи денес ние не би биле тука ако не се тука нашите млади техничари и нивните ментори. Што значи дека имаме државни надпревари, регионални и општински надпревари. Ние учествуваме, значи, активно во тие надпревари и достигнуваме солидни резултати. Нормално ќе ги издвоиме надпреварите, не случајно овие ученици се тука. Во што се издвојуваат надпреварите во народна техника и значењето на истите, бидејќи сепак и на државно ниво е веќе некакво кронисување на сето. Вака, Сдруженијето за техничка култура, врз основата на Законот за техничка култура на Република Македонија, има добиено јавно овластување од Министерството за образование и наука за вршење на дејност на техничка култура. Така да, преку клубовите на млади техничари и природници и преку клубовите на младите иноватори, во текот на учебната година, менторите и наставниците ги припремаат учениците од основните и средните училишта врз основа на добиените пропозиции и правилници од наша страна. Негдека во месец април се одржуваат најпрво училишни надпревари, потоа општински надпревари, регионални надпревари и оние најдобрите учествуваат на државните надпревари на ниво на Република Македонија, а дел од нив, од средните училишта посебно, од Сојузот на наука на млади учествуваат и на меѓународни надпревари. И за крај да кажете ми дали се задоволни, колкав е интересот за народна техника? Па јас можам да кажам дека многу сум задоволна од учеството на младите техничари во надпреварите, затоа што училиштата заедно со наставниците ги потекнуваат младите техничари да учествуваат во надпреварите, да имаат иноваторска дејност. Да, има голем одзив од самите Верувам млади. дека по разговорот Дури ќе се можам зголем... да кажам и од најмали нозе учествуваат во овој надпревар. Така, возраста не е пречка. Можем- Само ќе потсетиме дека Спасија е веќе подготвена. Така, може само микрофон да побарам. Имаме јас свој гостин, да го поздравиме со аплауз, професорот по физичко и здравствено образование, Гоце Кузев, доаѓа од Основното училиште Ѓорѓе Апулевски уште еднаш. Гоце, како се станува најдобар спортски тим? Најдобар спортски тим се станува само со напорно вежбање, Само со тренирање напорно секојдневно, такмичење и спортска дисциплина. И талентирани деца. Нормално, Така е. меѓутоа пред се работа. Да, ајде сега на самиот почеток да го представиме спортскиот клуб на Вака, Основното училиште. училишниот спортски клуб Ѓорѓе Апулевски аеродром работи веќе 3 години. Училишниот спортски клуб е формиран со цел да го масови спортот, значи сите дечиња да ги земеме и да бидат постојано во нашите спортски сали, кои што ни се реновирани од минатата година, и постојано да вежбаат во најразлични спортски гранки. Исто така како најмасовен минатата година, овој училишен спортски клуб доби државна награда. Браво, браво, државна награда. Не одликува како 12-то на наградени за училишен спортски клуб и наставници што најмногу придонесуваат во Република Македонија за развој на училишен спорт. Така, според тебе 3 часа доволни ли се неделно? Според мене како наставник по физичко нормално дека не се, децата треба да тренираат секој ден. Иако во нашето училиште имаме изборен предмет спорт, па од 6 до 9 одделение еднаш му се дава можност на ученикот да одбере 2 часа спорт, па така само еднаш во тие 4 години може да има 5 пати, да кажеме, да спортува. Така. Во студиото ни ги донесе најдобрите од бајкарки. Малку подесна ќе ги видовте ствари на самиот почеток, но малку подесна ќе ги чуете. За крај, зашто се подготвувате? Кој надпревар ви очекува во иднина? Моментално сме на општинско првенство. На општинско првенство излеговме со 3 екипи, од кои едната ни е составена од 6 и 9 и два имаме од 6 и 7 и два тима имаме од 8 и 9 одделение. Исто така оваа година излеговме и со машка одбојка. Тука го донесов најдобриот прв тим од девојчиња и подмладокот од машките. Браво! Јас ви посакувам да продолжите да нижите успеси и да бидете најдобри.
А вие, господин Заторов, велете имам уште некои два збора. Кои би биле тие два збора за крај? Да, јас би сакал на крајот да ги поздравам сите наставници и професори од основните и средните училишта од Велес. Тоест, тоа се менторите на овие млади истражувачи што ги гледате денеска овде. И исто така, вие поздравувам локалната самоуправа која ни пружа придонес за да можеме да ги оствариме нашите активности. Благодарам уште еднаш што бевте дел од ова издание на Голем одмор. Се разбира, повторно ќе се видиме. А ние се враќаме веднаш. Она што воопшто никогаш не се менува, се разбира терминот за испрашување, всушност во овој понеделнички ден, решавање на математички проблеми и задачи. Овој пат за математичкиот квиз кај мене е Кристијан, а кај Спасија Александар, тарарадам! Кристијан, дали си подготвен? Рантатадан. Максимално. Максимално подготвен, само пофали се постојат и награди кај тебе за освоени први, втори, трети места по математика? Постоја освоената прва награда на 50-тиот јубилеен државен надпревар. Освоив прво место. Беше за мене наистина изненадување. Иако не очекував, сепак Одлично добар да се успех. прво место. Да. Спасија, вие имате ли некој место Имаме да се малку пофали? подесна, ќе ја кажеме, На ајде да крај. почнеме со Добро. прашања, да. Ајде одиме веднаш со задачите. Задачата број 1 гласи вака. Кристијан, од разликата на броевите 62 и 15, одземи ја разликата на броевите 21 и 19. 47 минус 3, 44. 44, браво. Браво. Александар, ева ги минутите каде што ти треба да споменеш, имаш освоена награда, второ место? Да, второ место на регионалниот надпревар. Добра, прашањето за Александар го гледаме сега. Значи, од цифрите 0, 2, 5, 8 и 9, состави го најголемиот и најмалиот петоцифрен број. Па најголемиот петоцифрен број ќе биде 98.520, а најмалиот петоцифрен број ќе биде 20.589. Браво. Време е за задача број 2. Кристијан, должината на железничката пруга Кичево-Гостивар е 42 км, Гостивар-Скопје 64 км, а Скопје-Гевгелија 165 км. Колку е должината на железничката пруга Кичево-Скопје? 106. 106 е точниот одговор. Добро, одиме со прашањето за Александар. Гласи вака, палтото и чевлите на Драган чинат 5700 денари. Само чевлите 1950 денари. Колку денари чини палтото? Па кога ќе земеме 5700 денари од 1950, ќе добиеме 3750 денари. Така е. И последен математички предизвик за Кристијан, а гласи како? Кристијан, што е Декартов производ? Декартов производ е множество, чијшто елементи се подредени парови. Подредени парови, точен одговор. И последното прашање за овој квиз го гледаме на големите и мали екрани. Гласи вака, кои се еквивалентни множества, Александар? Еквивалентни множества се оние со изброени елементи. Така е. Па што ме нерешено Спасија, еве, мало внимание од наша страна. О, бомбонче! Успеав да грабнам бомбонче. Браво! А вака заблажена Браво. Спасија со бомбонче ќе ви каже какви бомбони имаме ние следно. Да, бомбони и сладки, драги мои, во кујната на МТВ, навистина добри. Гледате во продолжение. Тина повторно со бомбоните. Да. Добро, сакаш сладко да ти тргне недалава? Апсолутно да.
Добро, ние да се навратиме, драги мои, знаете дека се наши гости се учениците од Народна техника од Градској Велес. Се разбира, ќе почнеме од Ива. Ива, имаш освоено награди и ќе не кажеш и во која област, исто така? Најпрво се надпреварува на општинскиот надпревар во Блаже Коневски, во основното училиште Блаже Коневски, каде што освоив прво место од областа на метеорологија. А потоа бев и на државниот надпревар во Бехчево, каде што освоив четврто место, исто така од областа на метеорологија, и имам задача да истражувам за глобалното затоплување. И на какви резултати најде откако истражуваше, можеш да ги споделиш со нас? Па за глобалното затоплување дека климата се менува како резултат на човековата активност и именно што од крајот на малата ледена доба, околу 1800 години па се до денес, климата се зголемува. Така минатиот век климата се зголеми за 0,6 степени Целзиусови и тоа ни е познато како глобално затоплување, како резултат на предизвикано од гасовите кои што се наоѓаат во атмосферата, како на пример јаглеродниот диоксид и водената пареа. И тие имаат способност да ја впиваат целата сончева топлина и да не затоплуваат нашата планета. Голема последица од глобалното затоплување е уништувањето на озонот и озонската обвивка. Озонот представува најнежен и тенок слој, тој се наоѓа во стратосферата и ги апсорбира неголемиот дел од ултравиолетовите зраци и со брановидна должина од 280 до 320 нанометри. Браво! Ја имаме и Ива, односно Марија по географија, освои ти награда диплома, така зема? Да, освоив второ место по географија. Така, ги истражуваше вулканите, јас ќе замолам горе од режија, нели да го намала тонот, бидејќи сега слушаме во студио и продолжи, повели Марија. Се надпреварува во областа на вулкани. Постојат 3 видови на вулкани, тие се Стромболи, Везув и Етна. Се наоѓаат во Европа, во државата Италија. Потоа како е да се истражуваат вулканите? Па убаво е да се истражуваат вулканите. Карактеристично е тоа што вулканите избиваат, имаат лава. Имаме активни и неактивни вулкани? Да, имаме активни и неактивни вулкани. Добро, и се селиме кај Магдалена, агротехника. Повели да ни кажеш и ти? Јас имав темата компостирање од област агротехника. Компостирањето ми е познато бидејќи во рамките на екопроектот во училишниот двор ние имаме изработено компостер и добиениот компост го служиме за прехранување на цвеќињата во училишниот двор. Браво! Што имате вие, Тина? Ние ја напуштаме планетата Земја и се занимаваме исклучително со Вселената. Кога сме веќе кај Вселената, чест ми и задоволство ми е да ја покажам пред се дипломата на Сара Милованова, која што е задолжена за астрономија, а ќе ни открие нешто повеќе за Млечниот пат и неправилна галаксија. Ќе почнеме со Млечен пат, Сара? Еве, јас ќе држам, а ти слободно објаснувај. Ние се наоѓаме, нашиот сончев систем се наоѓа во галаксијата Млечен пат. Ние сме оддалечени од центарот на Млечниот пат ние сме оддалечени 30.000 светлосни години. Кај нас Млечниот пат уште се нарекува и Кумова слама и тоа би било Млечен пат, а кога би пропатувале низ Вселената, се разбира, знаеме дека постојат многу галаксии, така? Но не знаеме какви форми може да имаат. Ова е една неправилна галаксија. Галаксиите можат да бидат спирални, елиптични и неправилни или ирегуларни. Неправилните галаксии се помалку масивни од спиралните и елиптичните. И микрофонот, се разбира, го држиме веднаш до уцата, не во друга вселена И тие галаксии се составени од меѓузвездени системи, од звездана прашина, плазма и течна материја. Сакаш да станеш астроном? Сара, браво. Ова што заслужува? Само тивки погледи. А се разбира, не завршуваме само тука, продолжуваме понатаму и со Илија? Да, Стојан, се извинувам. Ајде, Стојане, ти што ни подготви? Јас подготвив во дел од областа на астронаутиката за секое вселенско
детето да отиде во Вселената, тоа треба да има своја брзина, така што брзината која достигнува едно тело за да отиде во Вселената, почетокот е 7,92 километри во секунда. Тоа представува првата космичка брзина, а после тоа доаѓа втората космичка брзина со која што Вселенскиот сателит кружи околу планетата Земја. Со таа втора космичка брзина 11,2 километри во секунда, а третата космичка брзина со која што телото може да излезе од сончевиот систем е 16,67 км во секунда. Таков вселенски сателит бил токму овој пример Спутник 1, кој што бил лансиран од космодромот Байконур, кој што се наоѓа во денешна Република Казахстан, така што овој спутник имал така наречени два радиоприемника на телеграфски знаци и два пара на антени со 2,4 и 2,9 метри. Подесна тој представува спутник кој што ги искажува и ги истражува густината на горните слоеви на атмосферата, како и радиобрановите во поширената на ионосферата, и тој во Вселената останал речиси 93 дена, односно до 4 јануари 1958 година. Стојан, ти си подготвен за нас. Да. Браво, аплауз. И се разбира од областа на астрономијата за поларната светлина, така наречена аурора. Ајде, Илија, што ќе ни кажеш? Поларната светлина аурората се создава од сорните честици кои што се создаваат од сончевите ерупции, од ерупциите кои што се на сонцето и со земјите гасови на магнетните полови геометриски северен и геометриски јужен пол. Има многу величествени бои и е навистина интересна. Спектакуларно за гледање. За се види. Одлично, браво. Освоивме кое место за поларна светлина аурора? Трето место. Браво. Сега Спасија, Осилена, каде одиме? Па сега одиме на една театарска сцена, но пред да се преселиме на театарската сцена, јас ќе ја повикам Анастасија. Да ја прашам дали и спортистите знаат често да одат во театарот за деца и млади? Па да. Имаме омилена представа? Па сите се омилени. Па има омилени книги, да. Која ти е? Оливер? Оливер Твист, да. Оливер Твист. И сега погоди што ти на? Оливер Твист. Така е, представата Оливер Твист. Одиме! И од театарската сцена се селиме на нашата главна сцена во друштво на Елена, одбојкарката. А ти си во друштво на? Јас сум во друштво на Матеја. Исто така одбојкарка? Да, апсолутно да, ве колешки исто како јас и ти. Така е. Елена, веќе го слушнавме кратката лична карта за вашиот спортски училишен клуб. Кажи ми сега ти за надпреварите и за конкуренцијата. Така, ние сме дел од одбојкарскиот тим на спортскиот клуб Ѓорѓе Пулевски. Активно учествуваме во општинското првенство, кое што моментално уште трае. Во план ни е градското првенство, на кој што ќе бидеме домакини. И се надеваме дека ќе се пласираме високо. На досегашните турнири кои што беа по повод патроните празници извојувавме победи со прво место, а на минатогодишниот општински надпревар, кој што се одржуваше претходниот ноември, имавме трето место и се надеваме за понатамошни успеси. Исто така, сето тоа што го постигнуваме е како резултат на нашите напорни тренинзи. Значи пред надпревара засилено тренирате? Да, и поддршката од нашите наставници Гоце Кузев и Маријан Јовановски. Исто така и нашиот директор Александар Филипчев, кој што е и самиот спортист и има голема улога и не поддржува и не мотивира да напреднуваме и да успевате. И затоа сте најдобри како што сте. Така е? Јас сум во друштво на Матеја. Матеја, колку време си дел од училишниот? Од училишниот клуб сум дел 3 години. 3 години. За овие 3 години колку си ти лично задоволна од сите резултати што ги имате постигнати? Многу сум лично задоволна, имам и доста постигнато. Така? Да.
Сега, ти играш во средина. Што значи да бидеш во средина во одбојка? Јас треба, че сите топки кои што се до предната линија се мои топки. Така. И фактички имам јас многу важна улога таму. Многу важна улога. Дали тоа те прави за капитен во тимот? Не, јас не сум капитен. Кој е капитен? Катерина. Катерина, да ја поздравим на Катерина. Спасија, јас мислам дека ова само заслужува уште еден поголем аплауз и се разбира веднаш да ве префрлиме онаму каде што можеме да ве потсетиме што може да гледате на македонската телевизија. Матеја, многу успех. Фала. Повторно сме во студиото, поточно да речам во епицентарот на случувањата, и кога говорам за иновации, се разбира чест ми е да ви ја представам Радица, која што беше задолжена за самиот старт на ова издание на Голем одмор да покаже како изгледа роботот чувар на бомбони. Охо! Застрашувачки, Радица. Како го осмислила? С помош на наставникот, тој ми помогна. И овој робот е изграден од лего коцки кои што се модифицирани, има процесор кој што има програма која е направена на компјутер, па потоа се префрла на процесорот и ви го представив с роботот со самото подавање на раката. Така, што може да се случи? Може да бидам казната доколку земам без прашање бомбона. Браво, Радица! Веднаш по Радица се разбира ќе дојдам и до нејзиниот колега иноватор. Костадин, како си? Супер. Супер. Морам да кажам дека си воедно и супер иноватор, но овој пат од областа на информатиката создаде софтвер, поточно да речам, за програмирање во областа на библиотекарството. Што значи тоа? Да, всушност софтверот е софтвер за библиотека. Значи, тој има способност да ги чува сите оние податоци кои што на библиотека и се потребни да ги има за својот клиент, односно за својот читател. Исто така карактеристично за овој софтвер е во секој момент може да се изврши одредена селекција, значи дали сакаме да ги добиеме активните членови или пасивните членови или да извршиме разна селекција, например како малолетни или полнолетни членови и така натаму. При тоа на дофатни се сите оние податоци, односно информации кои што ги има еден читател, значи како неговото место на живење, неговото школување, значи доколку тој промени некоја негова информација комотно во софтверот, веднаш може тоа да се среди. Исто така голема предност на овој софтвер е тоа што читателот по земање на книгата нема потреба да се грижи кога тој треба да ја врати книгата, значи да брои, значи денови, денес, сутре, други ден, за да не плати казна на крај. Туку со самото истекување на време траењето, значи за книгата, тој добива информација дека во родот од 24 часа треба да ја врати книгата и сето тоа се одвива по електронски пат. Браво, ова заслужува уште поголем аплауз. Наоѓа ли веќе примена? Коста? Да, во било каде што е потребна, значи библиотека како во градската, така и во школската и така натаму. Тоа е иноватор, јас само ќе потсетам дека сум во друштво на Тина Божинова, Бојан Георгиев и се разбира Димитар Арсов. Може да се пофалите со еве како јас да сум добила Тина диплома. Ќе кажеме само од која област? Од областа дизајнирање освоено е 3-то место под менторство на професорката Весна Сарагинова и покрај големата конкуренција доста е голем успехот и чест што можеше да се освои барем 3-то место. Браво. Браво, убаво кажано. Бојан, освоивме кое место да повториме? Јас освоив 3-то место на сообраќајно модуларство со менторство на професорката Весна Сарагинова и задоволен сум од успесите. Одлично, ние сме задоволни од тебе и за крај се разбира рантата дан Димитар самиот ќе се пофали со дипломата и освоеното кое место? Прво место, ама зашто? Во област информатика под менторство на професорката Оливера Таневска. Браво. Прво, трето, прво, алаудави.
Ама што правел? Ајде, информатика, што имате направено? Анимации во Photoshop. Анимации во И Photoshop. тоа на микрофон, ке те замолам, ништо не слушна гледач. Така. Ете така, ова е инновација на Спасија микрофон. А сега да видиме, да подсетиме во сообраќајно моделарство што Ние во сообраќајно моделарство изработивме кола која потоа требаше да ја декорираме. Да ја декорирате, добро. И ти, на драга моја, дизајнирање на? Дизајнирање на куќичка која истата подоцна беше украсувана со разни други материјали. Тоа е тоа, браво уште еднаш. И ајде само да споменеме чисто подсетување за сите гледачи кои што подоцна се вклучи. Ова се членовите од Народна техника од Велес и Иванковци. Јас сум во друштво на Николче. Николче изработи перископ, така? Јас имам изработено перископ кој е наменет за наблюдување преку шпионката на влезната врата. Така е ти. За ако детето е малецко да може да види со перископот преку шпионката на влезната врата. Па браво, Николче. Освои што? Освои златен медал на Макенова. Златен медал кој што е веќе на него и го гледате, драги мои. Браво, Николче. Но ракетно моделарство? За ракетно моделарство имам освоено. Николче, те молам микрофонот. Имам освоено 5-то место на општински надпревар со тоа што изработив ракета која е ракета која што ќе ја пратиме во Вселената. Во Вселената. Така е, Николче, браво. Симона, архитектура и градежништво. Освои што и на што работеше, се разбира? Работев на термоизолационите материјали. Учествував на државниот надпревар, а претходно на регионалниот надпревар освоив прво место. Исто така лани учествував и освоив трето место на регионалниот надпревар. Добро, аплауз за трето место. И Ѓорги, бродо моделарство. Јас, бродо моделарство, имам освоено прво место на регионалниот надпревар и трето место на државниот. Еве ги, браво, прво и трето место. И ни донесе нешто во студио. Брод, еве го бродот. Тарарадам. Бродот плови каде? По мориња, реки, езера. Браво, Николче. И за крај? Јас сум Димитар Дечев. Јас се надпреварував во областа роботика. Изработив робот кој што како транспортна лента да транспортира коцки. Ја освоив прво, второ и трето место во надпреварите во Велес, во Пехчево и во Скопје. Прво, второ и трето место. Аплауз! Браво! Сега, драги мои, ние се враќаме веднаш на самиот крај сме. Останете со нас, уште нешто следува. Громогласен аплауз за ова денешно издание. Одлично поминавме, се надевам дека сите ви уживавте. Денешни гости ни беа членовите на Народната техника од Велес и Иванковци. Но и подсетување најдобрите спортисти од Основното училиште Ѓорги Апулевски, општина Аеродром Скопје. Благодарам што бевте тука со нас. А подсетување за гледачите, доколку им се допаѓаат овие иновативни, креативни изданија на Голем одмор, следниот понеделник ќе уживате во иноваторите и оние најнадарените математичари по природни науки од Основното училиште Рајко Жензифов, Трачево. Ве очекуваме. А за крај, драги мои, треба малку среќа и навистина треба среќа, ќе треба среќа и на Тина утре, бидејќи ќе ја победам. Сега јавно кажувам. Затоа ќе кажеме што на нашето добро познато довидување. Ќе видиме и довидување до следно видување.